Почитуван генерален директор Сашо Нумовски, почитуван министер Бочварски, пратеничка Рамбабова, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Денеска сме во посета на фабриката за производство на масло за јадење Брилијант во Штип и овој производител покрива значаен дел од пазарот на масло за јадење во нашата земја. Со рестартирањето на производството на Брилијант од страна на нашата реномирана компанија Витаминка, овој производствен капацитет влезе во нова фаза од своето работење и отвори нови перспективи за развој. Така оваа инвестиција добива многу поголемо и пошироко значење, а за Витаминка значи можност за развој и освојување на нови пазари. Во овој период на тешка економска и енергетска криза, домашните капацитети за производство на основни прехранбени производи, меѓу кои и маслото за јадење, се ставени во полн капацитет, а мерките кои што беа донесени од владата имаат со цел да се избегнат ценовните шокови и да се заштити животниот стандард на граѓаните. Токму во таа насака, владата во изминатиот период донесе одлуки за повластена тарифа на електрична енергија пониска од брзанската, со што влијаеме на намалувањето на цените на основните прехранбени производи. Според податоците кои што ги објавивме неделава, вкупно 518 субјекти, од кои 235 производствени капацитети на основни прехранбени производи се пријавија за снабдување со електрична енергија со пониски цени преку ЕСМ продажба. И тие ќе бидат снабдувани со струја по цена од 85 евра за мегават час, која треба да влијае на намалување на цените на основните прехранбени производи. Од 1 декември оваа година треба да ги видиме првичните резултати на пазарот од оваа мерка. Воедно очекувам да продолжи намалувањето на цените во интерес на потрошувачите и според сите параметри реално е да очекуваме намалување на цените за најмалку 10%. Ќе искористам оваа прилика да повторам дека никој нема да биде оставен сам во справувањето со последиците од кризата и дека институциите посветено работат на изнаоѓање на решенија за предизвиците кои се наметнаа на нашата економија во однос на енергетската криза. Исто така би напоменал дека компаниите од прехранбениот сектор најважно е да имаат домашна суровина, затоа ставаме силен фокус на зголемување на земјоделското производство. Конкретно во случајот на домашното производство на сончоглед. Обезбедивме и продолжуваме да обезбедуваме во иднина на време на исплата на субвенциите и други мерки за зголемување на површините за производство на земјоделски производи. И оваа година пред почетокот на новата сеидба, сезоната на сончогледот, особено, ги исплативме субвенциите за да можат земјоделците навреме да сеат, за да имаат пари за производствените трошоци. Платежната агенција исплати над 450 милиони денари субвенции за поледелски култури, меѓу кои за сончогледот и маслодајната репка на над 24.000 земјоделци. Во ова време на глобална криза, навремено и неселективно даваме финансиска поддршка на земјоделците, им помагаме кога е најпотребно, го стимулираме земјоделското производство, даваме поддршка за развој и обезбедуваме сигурност и за земјоделците и за преработувачите. Во таа насока е и новиот модел за субвенционирање, односно за распределба на земјоделските субвенции, кој што ќе значи решавање на сите долгогодишни проблеми на земјоделците, брз систем за исплата на субвенциите и спречување на злоупотреба и сивата економија. Конкретно досегашниот систем, според кој земјоделците добиваат субвенции, без да прикажат дека оствариле производство, се заменува со нов декаплинг систем. Со новиот модел ги мотивираме земјоделците да произведат повеќе храна, нешто што е многу важно во услови на светска економска и енергетска криза. Како што реков, струја, енергенси и храна мора да има за сите. И на тоа секојдневно и активно работиме и така ќе биде и во иднина. Исто така сакам да истакнам дека Витаминка е еден од нашите најзначајни производствени капацитети во делот на основните прехранбени производи и сакам да се заблагодарам за соработката која што имавме со менаџментот на фабриката како влада, и тоа особено во месеците од март, април и мај оваа година, кога знаете дека постоја забрани за извоз на основни суровини од страна на земјите од регионот. Меѓутоа, низ контакти кои што ги правевме и ние како влада, јас како претседател на влада, со соседна Србија, менеджментот на компанијата, успеавме да обезбедиме суровини доволно за да може да се задоволи домашниот пазар. Исто така сакам да истакнам дека фабриката Витаминка е една од далеку гледите фабрики во нашата држава и тие веќе имаат инсталирано фотоволтаични централи во рамки на своите производствени капацитети, при што 30% од потребите на струја ги задоволуваат од сопствено производство на електрична енергија од обновливи извори за енергија и тоа е навистина пофалба и пример за сите други производствени и услужни капацитети во државата.
Врз основа на такво управување со компанијата, на вистина вешто во услови на криза, врз основа на се она што владата го правеше, веќе сме сведоци дека онаа максимална цена на која што беше достигната на маслото за јадење од 152 денари е доведена, спуштена на ниво од 113 денари. Исто така треба да бидеме свесни дека во цената, финалната цена на рафинираното масло за јадење, голем удел има цената на суровината, а цената на суровината е исклучително погодена од војната која што се води во Украина, со нападот на Русија врз Украина, бидејќи 35% од светското производство на основни суровини кои што ги користи фабриката Витаминка се произведуваат во Украина и неможноста да се направат посеви во Украина заради константните ракетирања на целата територија на Украина влијае на зголемување на берзанските цени и на сончогледот, и на пченицата, и на сите други основни суровини потребни за прехранбената индустрија. И од тие причини сакам на вистина да искажаме на почит кон менаџментот на Витаминка и на сите други производствени капацитети за основни прехранбени производи во државата и на сите нивни вработени. За крај би сакал да ја искористам оваа прилика да им посакам уште многу успеси на менаџментот на Витаминка, на менаџментот на Брилијант, чии што и менаџери и вработени ме запознаа со овој високо софистициран и навистина технолошки процес на врвно светско ниво и да им посакам уште многу инвестиции и успех во развојните планови.